Гостивар конечно прогласена епидемија. Каква е моменталната состојба? Во основа денеска во последните 24 сати имаме нови пријавени. Трендот не опаѓа, значи бројката се движи на околу 250 до 300 случаи дневно. Вчера имаше 100 на детскиот оддел и 160 на инфективниот оддел. Денеска имаме слична бројка на детскиот оддел и околу 200 на инфективниот оддел. Има луѓе што доаѓаат повторно на контроли, значи имаме контроли 35 на детскиот оддел. Започна со тоа дека денеска е прогласена епидемија и морам да кажам дека ние ги спроведовме сите мерки што се предвидени за епидемија пред да се прогласи епидемија. Јас обидов да најдам кога во Македонија е прогласена епидемија за хитична или алиментарна епидемија и не можев да најдам такви примери. Да, имаме прогласување на епидемија за морбили, за слични болести, меѓутоа не најдов за труење од вода или од храна. И оно што е многу поважно е дали ние ги преземавме мерките или не ги преземавме мерките. Мерките се преземени и во однос на здравствената реакција и во однос на упатствата за граѓаните како да постапуваат. Добро, критиките беа тоа дали треба да се прогласи или не вчера, но генерално што подразбира сега прогласувањето на епидемија? Во основа само подобрена координација меѓу институциите, повторно ние сите здравствени мерки и информации кон јавноста ги направивме без да биде прогласена епидемија. Значи во делот на здравствените мерки сите афектирани пациенти се прифаќаат во општата болница во Гостивар, ги имат сите неопходни лекарства во болницата со ротација на лекари од останатите оддели во болницата се покриваат здравствените потреби на загрозените таму. Во однос на истражувањата се прават неопходните лабораторски истражувања, се упатуваат пациентите на истражување на ФЕЦЕС, се земат сите неопходни анализи и се покануваат на епидемиолошки анкети. Бидејќи во основа мора да се воспостави врската помеѓу пациентите и со можниот извор на проблемот. Прво, каква е состојбата на луѓето? Има некои со покритично загрозено? Клиничката слика во основа генерално лесна, стомачни проблеми со диареја и повраќање, ретки со температура и со знаци на треска. Генерално сите се со дехидрација и во основа тоа што го добиваат како здравствен третман е рехидрација, инфузија и терапија спрема симптомите што ги имаат. После примената инфузија се испуштаат дома, малкумина се задржуваат, ми се чини вчера беа 3 деца што се задржани преку ноќта, денеска се неколку возрастни пациенти задржани. И тоа се генерално возрастни пациенти со други болести, каде што заради предпазливост и дехидрацијата се задржани во болницата. Ако не имаме веќе 3 дена поред од кој веќе случајот излезе во јавност, од кој веќе 3 ден поред е практично забрането, нели, препорака да не се пие водата, зошто има нови случаи? Тие се резултат на покасно јавување симптоми или пак непочитување на препораките? Имав забелешки од коментатори зошто сум ја спомнал храната вчера на пресот во Гостивар. Значи, ние можеме да пристапиме со сите можности отворени, а не веднашка да прогласиме виновен. Значи, во демографијата и географијата на загрозените има од најмали деца до највозрастни луѓе, има од повеќе населени места кои меѓу другото користат и други водоводи, не само овој Гостиварско, например Чеган или Дебреша или други населени места. И поради тоа е неопходно да се прават тие епидемиолошки анкети, да се најдат работите. Јас реков дека гледајќи демографијата, гледајќи географијата, гледајќи бројката, се исклучува алиментарна
инфекција. Значи ние мораме да бидеме предпазливи, не да скокаме во заклучок. Ете тоа е проблемот. А бидејќи кога ќе скокнеме кон заклучок, нема да ги направиме неопходните истраги да најдеме навистина што се случило. Посебно што ово во Гостива не е прв пат. 2017 има слична состојба со неколку стотици заболени и причинителите никош не се најдени. Значи, мојот настап беше дека спрема сегашните епидемиолошки податоци, храна како можност е исклучена, алиментарна гастроентероколите е исклучен. Значи, за да се потврдат другите опции, мора да завршат истрагите што ги води Институтот за јавно здравје. Имаме ли некакви првични податоци од анализата на водата? Не, утре ќе бидат дефинитивните. Повторно, се приоѓа со максимална сериозност кон проблемот и затоа не кеме да имаме избрзани заклучоци. А меѓутоа, има нешто што може да се сподели јавност или не? Значи, дополнително, бидејќи анализите на Институтот на јавно здравје се побарање на јавното обвинителство, во основа резултатите ќе ги соопшти јавното обвинителство. Добро. Да речеме, овој случај кој што е сега се поврзува со генерално со водата. Ваша анализа, ваша оценка и како министер, како човек, оној момент на приклучување на тие пумпи, можно ли да е тоа главната причина или некаква друга? И колку покасно сега од ова, ако се утврди хипотетички дека е тоа, таа вода нема да биде корисна за пиење? Има некаква проценка за тоа што сепак е лето? Има веќе препорака таа вода да не се користи, сомнителните пумпи се надвор употреба веднашка чим е констатирана состојбата, меѓутоа повторно не би сакал да брзаме во заклучоци, бидејќи би сакале да имаме објективна истрага која ќе заврши со конкретни резултати. И ова не е тема за политичко препукување, имаше забелешки ако почнала на 13 зошто не сме реагирале. Видите, кога првите пациенти дошле на 13, инфектолозите во болницата не знаеле дека ќе има таква масовност. Они на 17 може да кажат, векајќи се наназад, дека најверојатно првиот пациент дошол нокта. Или имаше шпекулации дека јас сум изјавил дека не личело дека има услови за прогласување епидемија. Да повторам, не памтам за алиментарна или хидична труење да имало прогласена епидемија досега. И второто најважно, не сум го кажал тоа. Зошто не сум го кажал? Затоа што ниту јас, ниту некој друг, освен епидемиолозите, не е надлежен да прогласи епидемија. Не зборуваме за политичкиот момент на страна. Сега, повеќе прашањето, што ќе правиме понатаму? Владата обезбеди некој литража на вода кој што е потребна тие луѓе. Колку време ќе остане тој водовод надвор од функција? Пациентите дали може да имаат некакви последици, граѓаните? Значи, покрај исклучувањето на пумпите треба да се направат воднени хлорирање на цевководот, да не се добијат негативни проби на водата и биде гарантирана квалитетот и чистотата на водата. Така што за пиење таа вода ќе остане уште некој период неупотреблива и тука треба да се следат насоките од АХВ. Што значи дека ќе треба државата некој начин да помага таму? И локалните власти и државата. Нормално и локалните власти. Добро, меѓутоа морам да го кажам значи, јас како министар за здравство немам ниту една причина да ја прикривам состојбата во Гостива. Немам ниту една причина да не бидам за прогласување на епидемија во Гостива. Само сакав да бидам екстра внимателен во постапките, бидејќи Гостива е општина што има градоначалник од опозицијата и директорот на јавното комунално предпријатие е директорот од опозицијата. Не сакав некои наши постапки да влезат во доменот на партиски препукување и да сакав да дадам време да се потврди што е објективната вистина. Има ли потреба тамошен здравствен центар од подршка од Скопје, лекари, дополнителни епидемиолози, други? Значи, јас разговарав вчера и со директорот на
Општата болница Еми Бајрами и со директор на Центарот за јавно здравје. Они во моментот нема потреба од поддршка, меѓутоа ја инсистирав да се зголеми бројот на анкети, бидејќи со 20 на анкети колку што вчера имаше направено, не е доволно за да ги поврзиме и објективизираме работите. Од денеска епидемиолозите од Институтот за јавно здравје се јавуваат на погодените пациенти за епидемиолошка анкета. Имаше информација дека не соработуваат луѓето. Да, уште еднашка од ЕЈ земам податок дека од 60 побарани пациенти 30 биле спремни да одговорат на анкетата, 30 одбиле да одговарат. Уште еднашка, за да гостива не биде секој 10 години или 5 години предмет на повторни епидемии од непознати причини, апелирам до сите гостивачани да афектираните да се согласат на епидемиолошките анкети и да соработуваат со здравствените власти. Само така со една сеопфатна истражување ќе дојдеме до одредена разрешница. Мандат како министар го почнавте со епидемија, но сега прашам во следниот период, лето, кои ви се приоритети? Што е веќе имавте, предпоставам, увид у тоа што е Министерството за здравство во моменталната состојба? Кои се според вас критични точки, што е она што треба да се... Видите, не е тајна дека долги години здравството е во стагнација или во слободен пат. Јас како министр се водам од владината програма во која се зацртени приоритетите. Оно што можам да го кажам дека ќе продолжам да се залагам за подобрување на пристапноста кон лекови, како во аптека, така и во болнички услови. Секако тука се владините приоритети за подобрување на физичката инфраструктура и техничката инфраструктура на јавното здравство и зголемување на бројот на здравствени работници и подобрување на условите во кои работат здравствените работници. Ние повеќе од 5-6 години сме со пад на број на здравствени работници во јавното здравство и дури во 25 успеавме да го запиме тој пад од 18.000 се зголеми на 18.900 број на вработени, со вработени на првата група специализанти 300 и со договорците што се вработија. Во основа овие три полинија треба да бидат приоритет. Оно што е разликува министерската функција таа во фондот за здравствено осигурување се ваквите итни ситуации, не дека на пример во случај на трагедијата во Кочани фондот се исклучи од итноста и не реагираше. Така што овие ќе бидат приоритетите и можам да најавам во согласно со последниот приоритет дека се превршуваат подготовките за вратување на втората група на... Да, тоа да кажам, за специализантите? Да. Таму процесот беше заглавен нешто. Видите, значи, процесот не е само политичка волја, ние имаме политичка волја, потребно е усогласување на систематизациите и мечирање на потребите на болниците и специализациите на тие 300 втората група 300 специализанти. Кога може да се очекува? Тоа прекопување на потребите и понудата, условно да кажам, е во завршна фаза и се надевам дека наскоро ќе можеме да објавиме дека ќе започне реализацијата. Благодарам за ovo, господин. Благодарам на поканата.